Кварталниот извештај за извршување на општинскиот буџет и ребалансот на буџетот едногласно беа усвоени од советниците на денешната втора редовна седница на Кавадаречкиот совет. Раководителот на секторот за финансии Цанка Јовановска, образложувајќи го извештајот и ребалансот, ги спомна и вкупните обврски кои ги има општината. Нагласи дека во моментов по основ на доспеани фактури, општината има обврска од 36 милиони 246 илјади денари. Што се однесува до кварталниот извештај за 2017 година, истиот беше димензиониран на 873 милиона денари, од кои редовни буџетски приходи беа димензионирани на 456 милиона, приходи од дотации на 349 милиона, приходи од самофинансирачки активности 34 милиона и 900 илјади денари, приходи од донации 29 милиона и приходи од кредити 3 милиона 853 илјади денари. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи во периодот од 1.1. до 39, значи кумулативно, е на износ од 425 милиона 742 илјади денари, што изнесува 48,75% во однос на планираното. Од вкупните, остварувањето на редовните буџетски приходи, тоа е посебно интересно за нас, за нешто разведување, е на износ од 151 милион или 33%. Остварувањето на приходите од наменски дотации е 244 милиона или 69,90% во однос на планираното. Остварувањето на приходите од самофинансирачки активности е 18 милиона или 52,28% во однос на планираното. Остварувањето на приходите од донации е 8 милиона 242 или 28%. И остварување на приходите од кредити, односно тоа се приливи, е 3 милиона 852 или 99,99%. Раководителот на финансии во делот на ребалансот нагласи дека се врши намалување од 112 милиони 420 илјади денари како во приходниот, така и во расходниот дел. Според советникот Ташо Радњански од СДСМ, кварталниот извештај и слабата реализација на буџетот бил документ кој го покажувал лошото работење на претходниот градоначалник. Советниците од опозицијата во советот рекоа дека секогаш се правел ребаланс на буџетот од причина што едно е планирање на буџет, а друго негова реализација. Градоначалникот Митко Јанчев во својата дискусија нагласи дека општината во работењето е транспарентна и сите информации кои сакаат да ги дознаат советниците можат да се обратат до службите и се што ќе побараат ќе им биде одговорено. Според проценките на Јанчев, општина Кавадарци не е со голем долг. Повеќе дискусии и различни ставови се слушна околу планот за програмите за развој. Градоначалникот по неколкуте реплики меѓу советниците од СДСМ и ВМРО ДПМН во делот на образованието и приоритетите на училиштата нагласи дека развојните програми се само насока за планирање на буџетот за следната година. Јас исто така сум поборник и имам идеја и би сакал сите училишта да работат само во една смена. Тоа како совет на Кавадарци, јас како градоначалник заедно со службите и со можностите на општината, че се стремиме, че се трудиме да го направиме во едносменско работење. Придобивките од едносменско работење ги знаете подобри од мене, затоа што делумно сте професори, се биле директори. Значи не е само во заштеда, него е и во она што значи социјален аспект и она што значи поголема концентрација на децата само во утринските часови или попладневните часови и нивна безбедност. Така да за сите училишта ќе се трудиме да направиме едносменско работење. Нормално заедно со ова, со можностите, со ЮНДП, со сите оние организации кои ќе може да ни помогнат во тој дел. Во делот господин Наташо кој што ни спомна за нашето стручно средно училиште електро и машински. Тука веќе ние имаме предвидено нова котлара за грејење и на шумарско училиште и на ЕМУЦ, така да мислам дека грејењето ќе се подобри во многу голем дел и мора да биде на задоволително ниво, затоа што мислам дека не заслужува никој такви услови да има. Јас еве лично од другата недела би сакал да дојдем да го посетиме школото, да го видиме какво состојбе. Не сум бил таму кога сум излегол од средни училишни денови и многу ми е мило вака што го застапувате тоа школа. Сакам тука да ви информирам дека заедно со Дрекстер Мајер веќе вие знаете дека има една програма кај што Дрекстер Мајер ќе опреми уште 2 училници, кај ќе бидат строго наменети за вадење на стручни кадри со нивна инвестиција и тоа е еден голем погодок за економскиот локален развој на општината.
во право сте, и за шумарското и за електроучилиштето, со машинскиот дел, тука 80% од кадрите се тие кои што ни го развиваат нашиот економски локален развој на општина Кавадаци и мораме да посветиме повеќе внимание. Во делот на другите училишта нема да бидат занемарени, ќе гледаме да не биде никој привилегован непотребно, значи да имаат тоа на сите, а она што го спомнавте за базен, не знам дали така го шпекулирате, меѓутоа во еден дел имаше идеја и базен да се прави во гимназијата, да знаеш. Да. Меѓутоа нема да правиме базен во гимназијата. Базен ќе направиме централен во спортскиот центар Јаспин да може да користат сите училишта, не само гимназијата или било како. Во делот на градинката, кај што се обрати советничката Крстич, јас вчера, во вчерашниот ден ја посетив градинката, ново изградената градинка, заедно со директорката. Ја видовме во каква состојба е. Градинката е во една завршна фаза, во една фаза на предпуштање. Разговарав со Министерство за труд и социјала. Министерство за труд и социјала распиша тендер уште вчерашниот ден. Во рок од 30 до 40 дена ќе добиеме опрема, што значи за 75 деца за 3 паралелки. Во меѓувреме ние имаме тековни обврски кои што да ги завршиме, а тоа се дополнување на градинката со грејење, оградување на самата градинка, затоа што нема ограда, по прописи мора да има ограда. Тука имаме една спорна ситуација каде што земјиштето го има на право на користење Министерството за здравство. Веќе побарахме од нив, стапивме во контакт, че ни отстапат право на користење на општината, че се ги земат они од таа парцела, че се ја оградиме градинката и ја очекувам негде таа градинка, ајде да не бидем многу оптимист, меѓутоа февруари-март да ја пуштиме. Исто така има аплицирано и до Министерството за труд и социјала за потребен кадар на одобрување на градинката. Во наредните години имаме предвидено наградење уште една градинка, таа не е ставена во нашата комунална изградба и че ја изградиме таа градинка. Исто така имаме парцела предвидена маркица за продажба за правење на приватна градинка. Ако успееме овие три работи што сега ги спомнавме, ја мислам дека нашите деца или внуци или сограѓани дека од наредната година веќе миниатурен ќе биде проблемот со запишување на деца во градинки, каде што сега знаете дека е една голема ургенција према сите, голем притисок и нелојална работа едни према други. Јас ќе се трудам да максимално тоа го направиме и што заедно со Советот изискуваме побрзо ги пуштиме градинките во работа. Во делот на оваа програма, значи ве повикувам сите во она што значи во консултација со нашиот финансиски сектор и во консултација со нашиот комунален сектор за изградба да комплетираме документација, дадеме идеи, нормално, како предлог да ги ставиме во буџет, па доколку овозможиме средства да ги изградиме. Така да дополнување на програмата е пожелно и добро да постои. Во делот на она што значи директори на јавни институции, поготово сега зборуваме за образовниот систем тука за предшколска, средно и основни училишта. Јас се гордеам и сакам да имаме директори одговорни, способни и оние прави директори кои што стварно знаат да донесат одлуки да го направат правото. Јас како градоначалник ветувам тука на сите без разлика кој директор во која политичка опција ќе припаѓа или во која структура во делот на она што значи надвор од образовниот систем, јас ќе се стремам кон квалитетни кадри, оние кадри кои што стварно треба да придонесат за образованието. Знаете дека едно школо или една образовна институција е еднаква на една фирма или еднаква на едно самостојно раководење и работење. Не е на директорот работа само да ги спроведи условите во училиштето, него тоа треба да го менаџира во идни цели и да прави подобри услови за учениците и за подобри услови за образование. Така да тука ќе бидеме максимално отворени, ќе имаме дискусии, да видиме каде имаме полоши, каде може да се подобриме, едукативно да делуваме, да направиме подобар кадар во образованието. Едногласно Советот на денешната седница го прифати планот на програмите за развој, а едногласно беа прифатени и одлуките за набавка на течно гориво за затоплување и за распределба на средства со намена за привремени вработувања. На прашање од советникот Лазар Туриманџов од СДСМ, раководителот на финансии Јовановска одговори дека предмет на привремени вработувања се 19 лица, од кои 5 во пожарната и останатите во градинките и другите институции под локалната самоуправа.